На 2 април во неделата се одбележуваше Светскиот ден за борба против аутизмот. Токму по тој повод во понеделникот, Центарот за аутистичен спектар на нарушувања и Сдруженијето на родители на деца со аутизам организираа предавање на оваа тема, ранна детекција, симптоми и слично, и како работи Центарот во Високата медицинска школа во Битола пред лекарскиот колегиум. Да се потсетиме. По повод Светскиот ден за децата со аутизам, Сдруженијето за аутизам Центар за аутистичен спектар на нарушувања денеска на Високата медицинска школа пред педиатри и други медицински лица одржа предавање за тековната состојба со која се среќаваат децата со аутизам во земјава, работата на Центарот во Битола кој постои 1 година, како и предавање на тема АБА програми и нивно функционирање при третманот на овие лица. Многу волонтери успеавме да сведиме еден добар тим кој до ден денес тие се присутни тука пред мене, можат да кажат и самите. Сега склоп на околности, малци и политичките настани било како, не успеавме да го направиме баш во најдобар ред Центарот, но се надевам дека најбрзо што може ќе се средат работите онака како што треба. Даваме максимум голем напор да не осетат децата, ние возрастните што го работиме и на кој начин го работиме. Сепак тие се волонтери во Центарот, не се вработени, а толку дават голем напор за да дадат се од себе за децата кај децата уствари да има голем успех. И самите родители се задоволни, меѓу себе се дружат. Ефектите од примената на АБА програмите во Центарот, како и раната детекција на аутизмот кај децата, препознавање на симптомите и слично беа тема на денешните предавања. Имено денеска беше потпишан и меморандум за соработка помеѓу Центарот за аутистичен спектар на нарушувања и клиничката болница од Битола во рамки на соработка и промоција на Центарот преку работата на клиничка. Денеска денот го посветуваме токму на децата со аутизам. Во приложение ќе слушнете за АБА програмите, работата на Центарот во Битола и како рана детекција да се постави кај децата со аутизам. Токму затоа е од исклучителна важност да бидеме добро информирани за ваквата состојба, истата да знаеме, да ја препознаеме, се со цел навремено да пристапиме кој низиното третирање, адекватно со тоа како што и пред малку напоменав, е исклучително важно сите страни, почнувајќи од родителите, педиатрите, матичните лекари и сите други релевантни чинители, кога станува збор за здравјето на децата, да бидат првиот аларм за тоа дека можеби се работи за состојба од ваков тип, затоа што како и за секоја друга физичка или ментална состојба, од круцијално значење нели раната детекција, за да можеме навремено да помогнеме во третманот и излекувањето на максималниот потенцијал од децата. Јас и мојата колешка Весна Цековска работиме во Заводот за ментално здравје, нели како што рече и Владко, во Скопје. Вклучени сме во диагностичкиот тим, како и во тимот за третман и во тимот за категоризација на сите лица со попреченост. За денешнава пригода направивме една презентација со која што би ви помогнале на некој начин да се запознаете со раните симптоми кај децата, затоа што вие како лекари сте првите кои што доаѓате нели во контакт со малите деца, да ги разјасниме нештата за тоа како и на што треба да се обрне внимание, бидејќи знаеме сите дека раната детекција помага да се вклучат децата во ран третман, а со тоа нели и да се подобри нивното функционирање. Аутистичниот спектар на нарушување представува комплексно невроразвојно нарушување кое се карактеризира со дефицит во социјалната интеракција, дефицит во комуникацијата и рестриктивни, стереотипни, повторувачки образци на однесување, интереси и активности.
По светските податоци, да речеме прво, детските лекари, односно педиатрите, тематичните лекари можат значително да влијат на исходот на децата со аутистичен спектар на однесување, бидејќи со препознавањето на раните симптоми и опатување на децата на секундарно и терцијарно ниво, за поставување на рана диагноза, тие можат да обезбедат посеопфатна медицинска помош за своите пациенти и нивно вклучување во процесот на раната интервенција. Новиот извештај од Центарот за контрола на болести и превенција, CDC, откри дека бројот на децата со аутистичен спектар на нарушување во САД се зголемил за 30% од 2012 година навамо и врз основа на овие податоци од истиот центар се проценува дека 1 на 66 деца има аутистично нарушување, што значи дека аутизмот завзема епидемиски карактер. Тоа се случува, го гледаме тоа ние во секојдневната пракса, нели? Порано, кога можевме да видиме едно дете на 5-6 месеци со аутизам, сега ни се случува во текот на денот да видиме дури и по 2-3 деца, нови. Така да, ние не сме надвор од светските показатели. Според Важичката меѓународна класификација, клиничката слика на аутистичниот спектар на нарушување започнува уште од најраното детство и се развива во текот на првите 5 години од животот. И сега, кои се причините за оваа тешко нарушување, се уште научно не е докажано, иако се смета дека се работи за генско, односно полигенско нарушување, но сепак срединските фактори може да предизвикат промена на фенотипската експресија, делувајќи во пренаталниот, перинаталниот и постнаталниот период. Првите симптоми на аутистичното нарушување понекогаш се јавуваат многу рано, помеѓу 6-тиот и 8-тиот месец од животот на детето, и тогаш зборуваме за примерен аутизам, или во текот на втората година од животот на детето, после еден период на нормален развој, кога зборуваме за секундарен аутизам. Кои се симптомите на примерниот аутизам? Првенствено, постои изменет мускулен тонус, кој него следи мускулниот тонус на мајката во текот на милувањето, доењето или бањењето. Имаме едно круто движење на телото, на севкупната моторика. Има отсуство на насмевка, живост, мимика и контакт со поглед. Например, кога мајката го дои, го нема тој поглед со мајката, го нема тој контакт очи во очи. Кога се галат, кога го гали мајката, не одговара адекватно, нема спонтаност во тие реакции. Дури кај некои деца има недостаток на плачење, недостаток на движење, недостаток на интерес за околината. Може и само да седи во кревече и да не ја бара ни мајката, така да се задоволува со тоа што го обкружува. Недостаток на директен контакт, рековме, со очите со луѓето, наместо централно се развива некое периферно гледање, како да гледа низ луѓето, не се врти на повикување или на зборување, има потешкоти во исхраната, одбива доење, има потешкоти при преминот од течна во цврста храна, многу е тешко, родителите некојаш ќе кажат, многу е тешко да се тргне цуцлата, многу е тешко да се премине од пасирана храна на цврста храна. Кај голем број од децата постои нарушување на сонот, преосетливост на допир. Некои симптоми од сите овие се индикатори, само индикатори за можни потешкоти, кои со тек на време можат да исчезнат, но можат и да се интензивираат. Не сите од овие симптоми што ги реков понекогаш укажуваат на вакво нарушување. Многу е корисно што порано да се препознаат развојните тешкоти и што порано да се реагира на истите. Раната детекција е предуслов и за рана интервенција, а со самото тоа и за подобра прогноза. Колку диагнозата се поставува порано, знаете вие како лекари, нели, може да биде можноста за грешка, нели, поголема, но без разлика дали се работи за детекција на первазивни или други развојни нарушувања, целта на ваквата стратегија е да се редуцират несаканите симптоми. Кои се основните симптоми на секундарниот аутизам?
Овие симптоми се појавуваат после еден одреден период на нормален развој. Како што кажуваат родителите, детето нормално се развива, ги има сите тие работи, и насмевка, и комуникација, и поглед со очи. И се случува нешто во меѓувреме, при што во наредниот период детето почнува да ги губи тие способности што ги има стекнато. Тоа почнува да гледа низ родителите, не го задржува погледот на никој, од лицето му исчезнува мимиката. Дали се работи тука за вклучување на средински фактор кој што представува како откочувач, како тригер за поттикнување на предиспозицијата што има детето, тоа не знаеме, меѓутоа знаеме дека и те како срединските фактори влијаат врз појавата на аутистичниот спектар. Детето престанува да комуницира со говор, се јавува ехолалија или некој сопствен говор кој е изменет по интонација, станува крут, наместо барање со зборови, детето ја зема раката на родителот и го носи до местото кај што сака нешто да му се даде. Постојат стереотипни движења, стереотипна игра, повторувачка, се фасцинира од одредени предмети, од настани. И во нашата секојдневна пракса забележуваме дека со следењето на децата родени со ризик имаме можност за подобра евалуација и следење и тука, кај овие деца, порано се откриваат симптомите на аутизам. Во периодот меѓу втората и третата година, затоа што почесто се во контакт со нас или со лекарите и порано може да се препознаат, за разлика од децата што се родени без фактор на ризик, кај што следењето е поретко и доаѓањето на лекар е по потреба само кога нешто е болно. Следењето на развојот на децата започнува уште во самото породилиште, во развојните советувалишта, ете и на тој начин се врши таа евалуација и следење. Јас сум Владимир Стојановски, иначе председател на Сдруженијето за деца со аутизам. Значи, првото здружение во Македонија оформено за аутизам. Има уште едно вакво здружение во Македонија, но тоа е со повеќе категории. Значи, ние сме две во Македонија и има едно ново отворено во Штип. Сега брзо беше отворено. Значи, ние сме први во Македонија кои го оформивме ова здружение за потребите на децата. Кога увидовме дека приморани сме да направиме нешто повеќе за овие деца, почнавме да бараме простор каде би можело да отвориме центар. Така да ланската година успеавме да го отвориме тој центар со поддршка од општина Битола, со поддршка од Министерството за труд и социјална политика, ние како организација и дел од приватниот сектор во општина Битола. Така да центарот сега функционира и од Сабајле и од Поручек во однос на потребите на самите родители, затоа што некои од родителите не се во можност да ги носат децата и однос има родители кои децата ги носат во редовна настава, така да ако децата се од Сабајле на училиште, значи ќе идат од Поручек. Има деца кои одат и на училиште во редовна настава, идат и кај нас. А има деца кои идат само кај нас, зависи од степенот на во која фаза е детето. Ние се трудиме да го припремиме детето, не значи тоа дека ние сме некоја институција која само кај нас треба да се работи, значи ние направиме на врста на припрема за да може детето да се врати во редовна настава и нормално да функционира безпрекорно во секојдневниот живот. Значи АБА програмата е толку обемна и голема што го припрема детето во сите сфери на животот. Не е во прашање само АБА програмата, има и многу други програми, повеќето вие што се дефектолози, психолози ги знаете тие програми, јас не треба тука да дискутирам за нив, само можам да кажам дека во иднина ќе се воведат и тие програми кои навистина носат голем придонес за помошта кај овие деца. За сега, ако имате нешто, подоцна ќе ме прашате. Локација
Центарот е во старите бараки на телевизија Орбис, кај Дрвен пазар. Тоа е прилично во центарно градско подрачје и лесно се наоѓа. Иначе, познати сме пред медиумите, пред социјалните мрежи, може и лесно да не најдете. Информации имаме во изобилство за лесно пронаоѓање на самиот центар и нашето функционирање. Еве во моментот сега ќе ви се поделат некои флаери во однос на тоа што работиме и како работиме. И тоа што го имат припремено нашите волонтери ќе ви кажат како функционираме ние како центар. Јас сум Наташа Николовска, сум дипломиран психолог и семеен советник и волонтерка сум во Центар за аутистичен спектар на нарушувања Марко Поло од Битола. Јас ќе се потрудам да одговорам на дел од прашањата кои што сега пред малку ги слушнавте. Накратко ќе ви представам, ќе ви кажам за нашиот центар, начинот на кој што работиме, а покасно мојата колешка пак ќе ви презентира за методот на работа, доминантниот метод кој што ние го користиме. Значи, како центар, ние сме првиот центар, специализиран центар за аутизам во овој регион, во западниот регион, кој што работи со деца со аутизам, ама исклучиво за аутизам. Работиме, како центар работиме 1 година, односно едукативен центар за деца, постоиме 1 година, а како здружение за родители негде отприлика околу 5 години. Локацијски се наоѓаме во центарот на градот, во близина на, спомнавме претходно, на музичко училиште, во простории каде што ни се прилагодени со неколку училници, кои што се прилагодени за индивидуална работа со дечињата и користиме материјали кои што ни се потребни за работа со децата и се трудиме да што повеќе материјали обезбедиме за поквалитетен третман на дечињата. Тоа е во однос на локацијата и просториите. Исто така имаме опремено сензорна соба, која што луѓето кои што дел од вас веројатно се стручњаци во областа на аутизмот и знаат дека сензорната соба е навистина корисна за дечињата со аутизам. Значи ние таа соба ја користиме за што подобра адаптација на децата во средината. Исто така имаме и родителска соба на која што има возможуваме на родителите удобен и комфорен престој додека ги чекаат дечињата, додека ние работиме со нив. Во однос на кадарот, располагаме со, ние сме тим од психолози, педагози и дефектолози, кои што навистина посветено работат и друг аспект кој што мене ми е така важен и сакам да го споделам, дека навистина сме отворени за едукација и постојано се доедуцираме и ги посетуваме сите можни настани, семинари и обуки кои што се достапни кај нас во Македонија. И сето тоа во корис на децата и по квалитетен третман. Работиме со отприлика 15 на дечиња во моментот, кои што сите се со аутистичен спектар на нарушувања. Дечињата се движат од возраст негде отприлика од 3 години па се до 16. Се работи 1 на 1, односно еден терапевт со едно детенце. Дечињата доаѓаат најчесто од околу 4-5 па се до 10 на часа неделно. За секој детенце, откако ќе дојде во центарот, се изработува тимски, изработуваме специјална програма прилагодена на неговите потреби, на неговите капацитети и на целите кои што сакаме да ги постигнеме и на можностите на детето. До сега можам нескромно да кажам дека родителите навистина се задоволни и доказ е тоа што децата кои што започнаа да доаѓаат во центарот од почетокот, од кога почнавме ние од пред 1 година, сите дечиња доаѓаат и до ден денес. И тоа е голем мотив за нас. Исто така за мене важно како психолог и семеен советник е дека навистина имаме многу добар контакт со родителите и постојана соработка. Постојано контактираме, сме во тек што е на што му се случува на детето од на училиште, дома, во градинка, се уваат родителите, се консултираат со нас и даваме совети и така натаму. И исто така организираме за родителите еднаш до 2 пати месечно релаксациони средби, односно дружење на кои што тие ќе можат да малце излезат од тоа предизвикувачко секојдневие во кое што се наоѓаат, па да малку се
нели, си дадат време за себе. Тоа ние им го возможуваме на тие дружби и средби. И сега, пред да ве препуштам на колешката Ана, која ќе зборува за методот на работа, сакам само да ви кажам дека ние како здружение сме секогаш отворени за соработка за вас како стручни лица и вие сте тие кои што идите први сте во контакт со дечињата и вие сте тие кои што понатаму покренувате иницијатива и ги препраќате децата, така да кога и да ви треба да знаете дека стоиме на располагање. И тоа е, многу ми е драго што сум дел од овој тим, работиме на вистина со многу љубов, посветеност и се надевам дека ние и вие заедно ќе изградиме едно подобро секојдневие за дечињата со аутизам. Ви благодарам на вниманието. Јас сум Ана Гулевски, дипломиран педагог. Волонтирам во центарот Марко Поло веќе година дена, иначе имам искуство од околу 5 години. И работам според АБА методата во сите 5 години со различни деца. И имам задоволство да бидам дел од нивното секојдневие и нивните успеси. Задоволна сум и со мојот успех и со успехот на децата. И имам и задоволни родители, така да имам успешна работа. Така да можам нешто да ви кажам околу методата што ја користам, затоа што тоа е научно докажана интервенција со која се постигнуваат доста позитивни резултати и децата се учат на некои вештини што не само што им требат за во школа, туку и за животни вештини, затоа што се работи на учење на академски вештини, говорни вештини, моторни вештини, вештини за самостојност, и за многу работи комбинирано, така да ќе ви кажам во АБА-та како се работи конкретно. Во интерес на вашето време ќе прочитам, па после тоа ако му сакате можете да поставувате и прашања. Вака се. АБА-та значи применета бихевиорална анализа. Тоа е наука во која се применуваат научно докажани процедури со цел да се подобри однесувањето и да се докаже дека имплементацијата на овие процедури е заслужна за промената на однесувањето. Знаеме дека аутистичните деца имаат проблем со однесувањето и баш со АБА-та се влијае на нивното однесување. Она што е негативно, несакано, го трансформираме, го обликуваме во позитивно, во корисно и она што е позитивно да се излече и да се излечат максимално капацитетите и потенцијалите на секој дете поединечно. Според резултатите кои се добиваат со примената на АБА-та, значително се подобрува однесувањето на децата со аутистичен спектар на нарушување, а воедно се истребуваат несаканите однесувања. Бихевиоризмот представува филозофија на науката за однесување. Почетоците се евидентирани уште во 1913 година преку работата на Џон Вотсон, чија примарна цел била истражување на објективни, конкретни, мерливи настани кои имаат директно влијание врз однесувањето. Знаеме колку децата се чувствителни, колку реагираат на надворешната средина и колку таа понекогаш и травматично влијае на нивното однесување и колку го менува начинот на нивното функционирање. Во бихевиоризмот постои процес на условување, значи основното е условувањето во оваа терапија и што е опишано од Б.Ф. Скинер. Според него, однесувањето може да се зацврсти или истреби зависно од последиците кои се појавуваат како резултат на тоа однесување. Однесување кое е проследено со засилувач, односно награда. Ако позитивното однесување се награди на некој начин, тоа ќе биде зацврстено и однесувањето ќе се повтори. Има позитивна насока дека ќе се повтори. А однесувањето кое не е проследено со засилувач, односно награда, ќе биде истребено. Тоа е начинот на функционирање. Скинер идентификувал 3 вида на операнти за справување со однесувањето и за учење на нови вештини. Неутрални операнти, оние кои ниту ја зголемуваат, ниту ја намалуваат можноста однесувањето да се појави во иднина,
засилувачи или награди, оние кои ја зголемуваат можноста за однесување да биде повторено или засилено во иднина, и потиснувачи, односно казни, кои ја намалуваат можноста за однесувањето да биде повторено во иднина. Знаете, аутистичните деца имаат различен спектар на негативни однесувања, удирање, шлакање, викање, пиштење, плачење, сите врсти. Затоа, на некој начин со потиснувачите, односно казните, тоа однесување се намалува или се истребува постепено. Во работата според АБА постојат и така наречени поттикнувачи или поттикнувачки процедури. На некој начин им се дава помош во барањата да ги исполнат или процедури за помош, кои имаат со цел да стимулираат однесувања и се делат на вербални, визуелни и физички. Кога се учат нови вештини, пример пишување, секогаш се почнува од најаки до најслаби поттикнувачи. Откако ќе биде извршено однесувањето, односно да научи да пишува, се продолжува со послаб поттикнувач, постепено, како што научува како да го движи моливот нагоре-надолу, се намалува помошта, односно поттикнувачот. Бледење или отстранување на поттикнувач настанува откако одреден критериум ќе биде совладан и целта е клиентот да одговара самостојно, без додатна помош, односно да научи да пишува самостојно, без помош. Тоа е целта на терапијата и затоа се прават овие степености помагање. Овие операнти се користат за учење на сите вештини, академски, моторни, говорни, социјални и вештини за самостојност. Во текот на АБА терапијата многу важен удел има мерењето. Со користење на континуирани мерни процедури, значи се мери на дневно ниво резултатот на секој дете, кој како постигнува резултат по едина лекција или задача, колкав му е резултатот на дневно ниво, на неделно, на месечно, периодично, и сето тоа се следи и се мерат според одредени мерки. И се прават графикони со кои се прави евалуација на ефективноста на интервенцијата. И таа пред и после интервенирање, и второ во текот на интервенирањето. Податоците од мерењето ни помага да откриеме функцијата на однесувањето, ни помага во селектирање на интервенциите, кои интервенции да се направат за да има подобар резултат детето, дали се внесени на засилувачи награди, кои награди се внесени, како да влијаеле на детето и слично. И ни кажува дали постоечките интервенции се успешни и дали треба да ги промениме. Пример, ако некоја интервенција, ако некоја награда, детето му се даде, пример, бомбонче, по известен период му се досади бомбончето, дали со која награда потоа ќе се замени тој засилувач за да има подобар ефект. Ги користиме овие мерки. Фреквенција, колку пати е направено однесувањето во одреден временски период. Пример, колку пати детето ќе го удри другото дете во одреден временски период. На тоа сакаме да интервенираме, тоа нормално сакаме да го намалиме. Ама мора преврем да мериме колку пати тоа се случува. Значи, таа е една мерка што се зема. Втора мерка е време траење. Се мери времето од почетокот до завршувањето на однесувањето. Дали тоа трае неколку секунди или, например, вриштење, плачење, дали тоа трае, да речеме, 30 секунди, 1 минута, или па тоа може да се издолжи на 15, 20, пола сат и сат време плачење. Латенција, времето помеѓу дадената инструкција и кога детето ќе изврши. Односно, кога наставничката ќе му даде на детето инструкција, прочитај го овај текст. Колку време на детето му треба да почне со читање, дали
моментално е отсутно, дали нешто друго размислува, дали нешто друго работи, колку време му треба за да ја послуша наставничката и да ја направи бараното нешто. И интерактивно време, односно времетраењето од завршувањето на една реакција до започнувањето на нова реакција. Односно, времетраењето од еден тантрум до започнувањето на следниот. Дали таа е еднаш во денот, 3 пати во денот, 3 пати неделно, сето тоа се следи и што влијае за појава на тантруми. Односно, појава на без плачење, фрлање на земја или нешто во тој домен. Врз основа на добиените податоци од бихевиоралната анализа се составува бихевиорален план кој содржи стратегии за намалување на таргет однесувањето и формирање на ново алтернативно функционално однесување. Овој план се користи од страна на целиот тим кој работи со детето за да се постигне максимум прогрес. Значи сите податоци што ги добиваме од мерењето, сите знаења што ги научивме во врска со детето, ги користиме за да составиме еден бихевиорален план со кој ќе се влијае врз промена на таргет однесувањето, дали тоа ќе се насочиме на викање, дали ќе се насочиме на самоудирање, пример, кај децата, или нешто тоа како тоа да се промени, да не биде толку деструктивно, туку да биде функционално и корисно за детето. И тоа е тој бихевиорален план што е многу важен за почеток со секој дете кога се работи, на кој начин да се работи и во која насока да се движиме. И многу е битно, значи тој бихевиорален план да го знаат сите кои се во контакт со детето, за да истите на ист начин да влијаат на промена на однесувањето. Тоа се родителите, пошто тие најголем дел од денот посветуваат на децата, учителите, наставниците, директорите, дефектолозите, психолозите, сите заедно го знаат планот, како да се работи со детето и на тој начин кога сите знаат што да прават, тогаш и најмногу се постигнуваат резултати. Во 1995, значи не многу одамна, Ивар Ловас извршил споредба меѓу две групи на деца со аутистичен спектар на нарушувања. Едната група на деца добивале АБ терапија 40 часа неделно во текот на неколку години. И контролна група на деца со аутистичен спектар на нарушувања кои не добивале АБ. Резултатите покажале дека 90% од децата со аутистичен спектар на нарушувања кои добивале АБ терапија имале значителен прогрес на вештини, научиле многу и нивното однесување се подобрило, станале пофункционални и самостојни. Тоа е целта на терапијата. Некои дури достигнале ниво на нормално интелектуално функционирање. Студиите покажуваат дека 70% од децата кои добиваат АБА во рана интервенција до 3 годишна возраст имаат значително поразвиени вештини. Исто така, студиите укажуваат дека 40 часа во неделата АБА терапија кај деца со аутистичен спектар на нарушувања е најоптимална за рапиден прогрес. Тоа е во идеални услови е да се има 40 часа неделно со АБА терапија. Тоа е одлично за секој дете, корисно во секој аспект и така се постигнува најдобар резултат. Ние моментално работиме помалку часови, ама имаме тенденција тие часови да ги зголемиме и да биде подобро за децата и да стегнат независност, подобро да функционираат во средината кај што живеат, да научат многу работи и да ги намалат тие несакани однесувања кои ги има секој од нив.